Што е она што може да кажете дека се клучни постигнувања во областа на образованието, што се однесува до концептот едно општество за сите? Кои се највидливите резултати и каде се предизвиците? Концептот едно општество е навистина значаен за нашата држава, за да може прво да зрееме како демократија, од друга страна да создаваме генерации кои што понатаму ќе веруваат во истите тие вредности за кои што се залагаме. Што укажува на тоа дека оваа влада има можност да од едно конзервативно затворено општество се трансформираме општеството во едно модерно, отворено општество кое што се грижи да секој поединец ги оствари своите права подеднакво, но исто така и да се чувствува дел од процесите на градење на државата. За да постигнеме таква една трансформација на општеството е многу значено да образовниот систем ги ја подкрепи стратегијата едно општество. И токму тоа го правиме. Ако го видите новиот концепт за основно образование, за прв пат поставува национални стандарди за учење, тие се усогласени со европските и светски национални стандарди за учење, секако адаптирани на нашите потреби, но од друга страна, за прв пат се поставуваат и 3 столба. Едниот е инклузија, значи секој да има еднаков пристап, вториот е родова рамноправност или тие пораки кои што досега се праќа, се однесува на понижување на жената или ставање на второ место, сега да имаме изедначување и позиционирање и на момчињата и девојчињата на еднакво ниво и нашите очекувања од нив да бидат подеднакво поставени таму. И третата е интеркултура или навистина почитување на сите поединци кои што се во оваа држава подеднакво и давање шанса на секој, независно од својата етничка припадност, да го постигне својот максимум. И мислам дека со така поставен образовен систем може да се надеваме на толерантно општество, но не толку толеранција е како да живееме едни покрај други. Со ова образование треба да постигнеме општество во кое што ќе живееме едни со други, каде што учениците ќе научат дека сегрегирани училишта со поделени смени треба да бидат минато од различни етникуми. И така поставен концепт за основно образование може да даде едно општество за сите за некои десетина години од денески. Затоа сум горда што во мој мандат прво се донесе концепцијата, имаше бурни реакции, сите сте сведоци на истото, но мислам дека оние кои што размислуваат добро за иднината на државата, апсолутно го поддржаа. Имаше и такви кои што и до денеска не поддржуваат, но јас сум среќна што наставниците конечно застанаа на страната на концепцијата и имплементација во прво и четврто оделение денеска се одвива без никаков проблем. Дополнително, сите училишта кои што покажуваат дека интеркултурата, учењето за различностите е нивна вредност, добиваат и грантови од Министерството за образование и наука како поттик, за да може да бидат наградени на некој начин за нивните активности, а имаме доста такви училишта кои што мислам дека 97 такви грантови се даваат годишно, кои што навистина ми даваат надеж дека нашето општество е возможно да се трансформира во општество за сите, во кој што сите се почитувани и се чувствуваат како дел од процесите за развој. Каде се клучните предизвици? Се соочувате, споменавте и самите дека целиот концепт на реформи во образованието се соочува со отпори во некои области. Кои се предизвиците за овој концепт? Секоја реформа во секоја држава образовна прави поларизација. Тоа е заради тоа што ја менувате отварате за прв пат дискусија, да кажеме, за некои прашања кои што биле ставани под тепих. Затоа што ако вие видите дека едни етнички групи учат една историја, други етнички групи учат друга историја, вие треба да дискутирате која е националната и како тие можат заеднички да ги учат сите факти кои што е потребно да ги знаат, да кажеме, 7, 8, 9 оделенците. И само така може да изградиме едно општество. Од друга страна, имате училишта кои што се една смена еден етникум, друга смена друг етникум. И кога сето тоа почнувате да го отварате како дискусија, нормално да има поларизација. Нормално да има отпори и сили кои што ќе влечат на спротивната страна. Но тие се тие сили кои што постојано не држат во едно затворено општество,
кој што не може да се развива. Не може да од една страна сакаме да бидеме дел од семејството на европските земји, прогресивните земји, а од друга страна да се држиме целосно затворено и изолирано во нашите, да кажеме, кругови. Затоа сметам дека предизвиците се во делот на дискусија, дека многу отворено треба да си се погледнеме себе си, многу отворено секој од нас кој што учествува во образовниот систем да се погледне себе си, која е улогата што ја има во градење на развиено општество. И сите тие кои што ќе осознаат дека само овој пристап може да биде добар за еднината на државата, мислам дека предизвиците ќе стануваат се помали и помали. Инаку на дневно ниво ги има. Отпорите кои што се јавуваат и кај раководството, да кажеме, на во училиштата, и кај дел од родителите кои што едноставно не сакаат да видат дека перспективата на Република Северна Македонија е во тоа да живееме сите заеднички и секој поединец. Ние немаме многу ресурси како човечки потенцијал. Зошто го немаме? Затоа што сме мали по бројка и дека секој поединец треба да ја добие шансата да го оствари својот максимум ако и сакаме добро на државата, затоа што оваа држава главно се потпира на човечките ресурси кои што ги има. И така треба да понатаму продолжиме да ги градиме, а не да бидеме најдолу на листите за меѓународните оценувања кои што ги имаме за нашите ученици. Кои се некои нови или актуелни, да речеме, промени кои што ги очекувате да се остварат, да заживеат во 2022 година? Кои се перспективите на овој концепт за едно општество за сите што се однесува до образовниот процес? Периодот на имплементација на новиот концепт, кој што е директно поврзан со градење на едно општество, новиот концепт за основно образование, етапно се воведува. Прво и четврто се воведени, одиме сега второ и пето почнуваат во наредната учебна година, па трето и шесто и така додека да стигнеме до девето одделение. Но да не заборавиме дека во делот на инклузивност, уште од оваа учебна година започнавме со воведување на системска поддршка за образовни асистенти. 500 образовни асистенти се во училиштата и ги подкрепуваат учениците кои што имаат атипичен развој, со цел да покажеме дека ова општество и овој образовен систем се грижи и за децата со атипичен развој. Тоа не беше случај до минатата година. Проектно се финансира и не се знаеше до кога им е работниот однос, ниту се знаеше која е сумата која што треба да ја добиваат. На овој начин, со тие 500 образовни асистенти, започнавме целосна инклузија на лицата со атипичен развој во основното образование. И кај нас едно општество се разбира како концепт кој што се грижи само за вклучување на различните етнички групи. Не, едно општество значи секој поединец да го постигне максимумот, затоа во образование освен што имаме интеркултура, родова перспектива и имаме инклузија, имаме и нешто кое што значи директна асистенција за да можеме да постигнеме инклузија или еден од столбовите. Наредната година го воведуваме, како што кажавме, второ и пето одделение и со тоа продолжуваме понатаму да ја развиваме оваа концепција, секако грантовите шеми кои што се за поддршка на училиштата кои што покажуваат интеркултурно образование си продолжуваат, усвоивме и стандарди за истите, за држање на заеднички часови и поврзување на различните култури кои што живеат во нашата држава во училиштата каде што има представници од истите тие етнички групи. Што е она што би им го порачале на учесниците и воопшто на јавноста, што треба да се случи како, ете да речем, една општествена атмосфера за овие процеси, еве конкретно во образованието, не само да заживеат, туку да се спроведуваат поконзистентно и да се унапредуваат? Со оглед на тоа што сите овие процеси многу често зависат од политичка волја, би им порачала посебно на граѓаните кои што ги следат овие процеси, ама и се и поддржувачи на ваквиот пристап за градење на едно општество. Кога гледаме дека некои реформски процеси се случуваат, ниту еден реформски процес не може да се случи тивко, млако, тогаш ако е таков, тој нема да донесе промена, ниту ќе донесе развој, да не се плашиме да застанеме позади процесите на прогресивност. Затоа што ако некогаш нашето столче се ниша, а при тоа нишање значи прогрес, треба да не се плашиме. Малку похрабро да влегуваат сите граѓани
не само функционери. Функционерите многу често се секираат за своето столче. Граѓаните многу почесто да поддржуваат процеси кои што ги нишаат столчињата. Затоа што кога водите реформа, се плашат наставниците, се плашат директорите, се плаши администрацијата, дали за сите нив ќе има место. Не е важно дали ќе има место. Важна е крајната цел, а крајната цел на сите нас е демократско општество, кое што се грижи за секој поединец. Иако тој процес може би е нелагоден за одредени групи, треба сепак да застанеме и да не ја поддржиме нивната нелагодност, туку напротив да го поддржиме процесот кој што на крајот ќе донесе резултати. Ние како држава едноставно патиме од тоа да имаме храбри чекори од страна на различни функционери. Кога ќе се направат храбрите чекори, треба да застанеме позади нив и така да бараме резултати. Затоа што инаку секој од нас може да раскажува колку се грижи за едно општество. Но многу е позначено да видиме што прави за да постигне едно општество. Не се прави многу активно, но сите зборуваме. Затоа ајде од зборови да преидеме кон реализација на активностите кои што се зацртани во стратегијата. А таму јасно стои каква реформа е потребна во основното образование, таму јасно стои што треба да бидат другите чекори на другите институции да се превземат и да следиме дали нашето општество од конзервативно се менува во модерно, современо општество кое што ја нуди шансата и подава рака на секој поединец.